Месец дена сме во карантин скоро. За нас студентите нема предавања. Почнуваме со онлайн предавања. Какво е председателствувањето со УКИМ, со УСС на УКИМ во време на корона? Какво е? Прво, ви коронава колку што е трагична, има и некои сайт benefits, некои мали среќи у целава несреќа што нас наоѓа. Односно, не притисна УКИМ, а и сите универзитети од држава некако забрзано тргнаа кон дигитализација и испадна и дека не било толку тешко да се превземат крупни чекори да се дигитализира. Не знам, од кога почна кризава, искрено најголем фокус на цело универзитетско студентско собрание беше прво да се откочи наставата и мислам дека релативно добро извршивме задачата од тој поглед, бидејќи горе-доле, пак, вие кои имате универзитет што години и години работел на еден начин, многу е тешко веднаш да се приспособите на модернија текови, меѓутоа мислам дека голем дел од студентите слушаат предавања, што е успех и сега останува уште оној од 90 до 100% да стигнеме. Да речеме сега 80-90% од студентите слушаат предавања, сега е напорот сите да имаат можност да слушаат. Да, има отпори кај одредени постари професори не се спремни или не сакаат да држат онлайн предавања. Меѓутоа, тука е улогата на УСС и на факултетските студентски собранија. Во следниот период ќе вршиме надзор како се спроведува онлайн наставата и каде може да има подобрување. Тоа е нова ситуација и за нас, не дека ние сме размислувале искрено пред месец дена, никој не ни знаеше или знаевме дека постои некој коронавирус во некаква Кина, за 2 недели после тоа да го сруши цел општествено-економски систем, па и образовниот систем. Така што кажи, извини. У однос на работава на УСС за време на корона, ако ние кога дојавме тргнавме со некоја огромна амбициозна програма, све тоа се стопираше, полека се откочува, почнуваме да се фокусираме и на други работи, ама последниот 2 недели од кога почна карантинот и од кога престана наставата, главен фокус беше приспособување на универзитетот во време на корона. Освен наставата, нели, значаен дел се административните работи на факултетите, тука исто полека се откочуваат работите, као што гледам дека почнува онлайн да се врши таа административна работа, односно потврди уверења. И третиот сегмент се испитите. Денес, или кога ќе се емитува емисија вчера, на 31 март, како и да имавме конечно соопштение, кај што уште еднаш Универзитетското студентско собрание се произнесе дека е против онлайн полагање на испитите според моменталните услови. Моменталните услови што не викаат, немаме некаков усогласен механизам за онлайн тестирање кој ќе го гарантира квалитетот. Немаме механизам кој на професорот ќе му овозможи надзор на тоа како студентот го полага испитот, дали навистина тој одговара на прашањата, дали користи некакви помагала за одговарање на прашањата. Немаме контрола на потенцијалните злоупотреби. Да видиме реални злоупотребите ќе бидат огромни ако нема контрола. Тоа што ќе допринесе девалвација на знаењето, деградирање на трудот и напорот кој го вложиле студентите кои навистина сакаат да научат нешто, бидејќи ќе дојде до ситуација кај што секој ќе положи, дали учил, дали не учил, секој ќе има. Секој на крај ќе добие диплома, да не си ги деградираме дипломите. Вториот момент е класните проблеми. Значи, ние во ситуација кај што ќе имаме онлайн полагање, ќе имаме сериозна класна раслоеност на студенти кои имаат услови, кои имаат лаптоп со камера, со микрофон, кои имаат брз интернет и може да полагаат, и студенти кои немаат финансиски услови да полагаат со најмодерни технички средства. Значи имаме тотална дивизија на побогати и посиромашни студенти, што дефинитивно не е фер. И третиот елемент,
како што ги се развива кризата, апсолутно нема да имаат можност студентите да целосно да се посветат на образованието. Зашто? Зашто да видиме реални криза не е само што не е ни на пола, ќе оди се полошо и полошо, ќе се разболуваат и пријатели, и семејство, бројот на починати дефинитивно ќе расте, а имаме и сериозна економска криза. Има отпуштање од работа, така што во вакви услови не може да очекуваме студентите дека ќе го следат редовниот рок на студирање. Ова се военни околности, ова е малтен, ова е убаво дефинираат, ова е воена ситуација, ова е ситуација на како да имаме војна, деструкцијата е подеднакво така. И сега ние да бараме од студентите да го следат редовниот тек на студирање е малце лудо, така што дополнително како УСС ќе бараме смрзнување, односно стопирање на сите правила во однос на роковите за студирање, се додека не настапат услови за да се продолжи со редовниот тек. Што значи тоа? Дека студентите нема да мора у 3 сесии, односно до септември да ги положат испитите. Па макар и кризата целосно завршила у јуни, пак не може да се бара од студентите до септември да ги иштисат своите испити. Мора да бидеме флексибилни, мора да се овозможи период и во кој студентите ќе можат реално да се посветат на образованието. Да, тоа е. Значи, претседателството не е светло, не знам, ако на почеток сакавме да организираме научни конференции, обуки, реформи во однос на евалуација на наставата, денес сме фокусирани на некои потешки прашања, меѓутоа тоа е што е. Затоа сме представници на студентите, па и вие сте представници на студентите, као дел од ФСС направен, и мислам дека мора да реагираме на моменталната ситуација. Па кога ќе Но тоа не значи дека се треба само на тоа се фокусираме. Ко УСС се активирани сите комисии работат на собствени проекти, па и ако не се лажам, не сигурно и ова е дел од проектите на факултетско студентско собрание направени на универзитетско, не знам, се работи на студентски медиум и комисиите за наука, настава, други активности, сите работат турбо, така што таква е ситуацијата сега, ама мора да се приспособиме и не сме да не демотивира тоа, па да не правиме ништо.